Областен штабот констатира дека вирусот се враќа во општина Куманово и нашите анализи се дека треба да се делува односно спречување на пренесување на вирусот од просторите на соседна општина Липково на просторите на општина Куманово. И затоа донесовме заклучок да упатиме барање до владата, т.е. до Комисијата за здравство, да изготви посебни услови како ќе делува во справување со борбата против вирусот COVID-19 на просторите на општина Липково и да се превенираат сите можни состојби за евентуално негово ширење во општина Куманово, бидејќи знаеме дека ова се две соседни општини кои што се взаемно поврзани и имаме голема гравитација на населението помеѓу двете општини, а дополнително и нашите граѓани во општина Липково ги користат услугите на нашата општа болница во Куманово, која што регионално покрива, дополнително да се заеднат превентивните капацитети во болницата, да не се случи повторно она што претходно се случи и дојде до голем број на нови позитивни случаи во рамки на болницата од самиот персонал, бидејќи постојат ризици за таква работа. Инаку останатите заклучоци на штабот се повторно да се воведат телефоните дежурни за давање на асистенција на граѓаните, дежурни телефони за пријавување на лица кои што имаат да вршат земјоделски работи во градот и дополнително да продолжиме со акцијата за делење на хуманитарни пакети во периодот додека ќе бидеме во карантина. Воедно сакам да потенцирам дека одлуката која што е донесена за карантинот, ниту во еден момент општинскиот штаб за заштита и спасување не е исконсултиран или пак е побарано било какво мислење од нас по однос на ова одлука, а секако ние сме должни согласно законот истата да ја почитуваме и апелирам до граѓаните да се почитуваат мерките и препораките на владата, бидејќи единствено држењето на социјална дистанца е нешто што може да навистински и суштински помогне во овие моменти во делот на борбата против справување, а паралелно со тоа и да научиме нормално да функционираме и живееме во периодот додека трае оваа ковид криза. Воедно сакам да ви информирам дека бројките кои што ги објавува владата по однос на новите позитивни случаи за Куманово се однесуваат за бројки заедно со соседна општина Липково, иако побаравме во неколку наврати да се разграничат бројките и посебно да се информира за општина Куманово, а посебно за општина Липково се уште се информира јавноста на тој начин. И сакам да дадам информација дека до овој момент, согласно податоците што ги доби во Центарот за јавно здравје Куманово, од почетокот на самата ковид криза до денеска, ние имаме 365 позитивни случаи во Куманово, регистрирано и 131 позитивен случај за општина Липково, или конкретно денеска нови 2 позитивни случаи на територија на општина Куманово и 17 позитивни случаи на територија на општина Липково. По редослед на месеци од самиот почеток на ковид кризата, во месец март во Куманово имало 53 позитивни случаи, во месец април 289, во месец мај 18 и до сега во месец јуни 5 позитивни случаи, што значи дека вирусот се уште е присутен во нашиот град и мораме да продолжиме организирано да се бориме со него. Сите сугестии и согледувања, одлуки на владата секако ќе продолжиме да ги почитуваме, но сепак апелирам да не се води со адхок решенија, туку првенствено кога се носи некое решение, претходно да биде најавено во јавноста за да граѓаните имаат можност да се подготват. Знаете дека имавме неколку такви адхок решенија кои создаваат невиден метеж во градот и ја зголемуваат можноста за ширење на ковид вирусот, а дополнително апелирам и до Министерството за внатрешни работи да ги зголеми бројот на контролите и бројот на патролите, особено во периодот кога е ограничено движењето, бидејќи не во сите делови на градот имаме апсолутно контрол на она што се случува. Еве, можеби еден од резултатите
своите секојдневни работи. Значи, покрај тоа што се носат одлуките, треба и превентивно, но и информативно да се делува во делот на запознавање на граѓаните и при носење на вакви продукти.